Скоро сите унгарци кои вчера гласа на референдумот ги отфрлија квотите за мигрантите поставени од Европската унија. Меѓутоа одзивот беше премал за да може гласањето да биде важечко. Ова е своевидно разочарување за премиерот Виктор Орбан, кој се надеваше на јасна победа против Брисел. Како и да е, унгарскиот десничарски лидер, чија тврда политика спрема мигрантите е критикувана од групите за човекови права, но е многу популарен дома, изјави дека политичарите во Европската унија мора да го имаат предвид, како што рече, одличниот резултат на референдумот. Орбан изјави дека повеќе унгарци ги отфрлиле квотите за мигрантите отколку што гласале за членство во Европската унија на референдумот пред влезот на Унгарија во унијата во 2004 година. Околу 3.250.000 гласачи се изјаснија против квотите, додека на референдумот во 2003 година само околу 3 милиони беа за влез во унијата. Nagyszerű eredményt értünk el, mert felülmúltuk a csatlakozásról szóló népszavazás eredményét. Először is közjogi érvénnyel kell felruházni az emberek döntését. Ezért a következő napokban alkotmánymódosítási javaslatot nyújtok be a Magyar Országgyűlés asztalára. Централната изборна комисија соопшти дека 98,3% од оние што гласале ги отфрлиле европските квоти. Меѓутоа, само околу 43% од 8.260.000 луѓе со право на глас излегле на референдумот. Тоа е многу помалку од неопходните 50% за да може гласањето да биде валидно. Brüsszel is fontos döntés előtt áll. Most ő áll fontos döntés előtt. Az Európai Unió egy demokratikus közösség. Ma egy tagállamban a népszavazáson résztvevők 92%-a kijelentette, hogy nem ért egyet Brüsszel szándékával. Заедно со другите поранешни комунистички држави од Источна Европа, Унгарија се противи на политиката со која се бара од сите земји на Унијата да земат дел од неколку стотиците илјади луѓе кои бараат азил во Унијата. Орбан, кој на приливот мигранти лани одговори со запечатување на јужните граници на Унгарија со ограда, смета дека одлучувањето дали да се прифатат мигрантите е прашање на национален суверенитет. Тој изјави дека Унгарија, со своите христијански корени, не сака да прифаќа голем број муслимани, бидејќи тие представуваат опасност за безбедноста на земјата. Неговата партија Фидес е на власт од 2010 година и убедливо води во анкетите за јавното мислење, а Орбан, според некои аналитичари, ќе го искористи референдумот за миграцијата на политичката агенда до изборите во 2018 година. Некои други аналитичари сметаат дека референдумот бил неуспех за Орбан со оглед на неколкумесечната владина екстензивна антимигратска кампања. Радикалната опозицијска партија Јобик референдумот го оцени како фијаско и побара од Орбан да си поднесе оставка.